Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија и на емисијата Поента. Денешната Поента, би рекла, си има своја тема, тема која што е поврзана со денешниот ден, денот 8 март, меѓународниот ден на жената, но многу малку се знае дека овој ден е и меѓународен ден на мирот, исто така. Бидејќи оваа емисија Поента се емитува во живо, токму на 8 март, логично е да ја следам темата на денот и денешната емисија да ја посветам на настаните што на овој ден се случувале пред многу децении, би рекла и пред нешто помалку од 2 века, со цел жените во целиот свет да ги добијат и да ги уживаат правата за кои нивните претходнички силно се бореле. Претпоставувам ви е познато дека меѓународниот ден на жената секоја година се прославува на 8 март како ден кој ги одбележува достигнувањата на жените во сопствената борба за своите права во текот на историјата и секако меѓу сите нации во светот. Меѓутоа, многу малку е познато, како што реков, дека 8 март е и меѓународен ден на мирот, за прв пат воспоставен од страна на органите на Организацијата на Обединетите нации. Па оттаму некако ми доаѓа интересна асоциацијата дека жената се врзува секогаш со мирот, а никогаш со војната, што можеби е добра политичка порака до сите оние политичари кои едноставно сакаат да го истераат мирот или да го истераат диалогот од политиката и да внесат насилство и репресија во самата политика. Меѓународниот ден на жената на различен начин се прославува меѓу државите. Најчесто тоа се прави преку организирање на настани на кои жените во политиката, жените во бизнисот, во образованието, во предприемништвото, во новинарската фила, во здравството и така натаму во сите општествени сфери се навраќаат на оние спомени и оние активности кои што се поврзани со борбата на славните Роза Луксембург, Клара Цеткин и други жени борци за своите права. Жени што се бореле за подобра положба во системот, за подобра заштита при работа, секако за подобри услови на работното место и така натаму. Меѓународниот ден на жената е еден од ретките празници кои што се прославува секаде во светот, во чест нормално на жените работнички, но и оние жени страдалнички кои што во своето време, би рекла, се жртвувале за своите права. Оттаму, местото на жената во историјата представува вистински извор на инспирација, но и вистинска гордост, не само во Европа, туку и во сите останати континенти во светот. Предлагам на почетокот на емисијата да се потсетиме на 8 март 1857 година. На овој ден незадоволните работнички, секако од условите за работа во Њујорк, посебно оние кои што биле незадоволни поради 10-часовното работно време и нееднаквите права што жените ги имале во однос на мажите, започнале да маршираат по улиците, кревајќи го својот глас за правда и секако за подобри услови за живот. Иако на овој ден маршот бил растурен од страна на полицијата, сепак идејата за борба за подобра положба и повеќе права за жените останала длабоко врежана во умот на сите идни генерации на жени. Така на 8 март 1908 година, значи 50 години подоцна, нивните идеолошки сестри и продолжувачки на традицијата одлучиле повторно во Њујорк да маршираат во чест на првиот марш од 1857 година,
бидејќи барајќи не само подобри услови за работа, туку и еднакво политичко право на глас со мажите, како и крај на злоупотребите на трудот, посебно на децата во тешката индустрија, но и во текстилната индустрија. Во 1910 година, на втората интернационала на Светскиот конгрес на Социјалистичката партија, германската социјалистка Клара Цеткин предложи 8 март да се слави како меѓународен ден на жената, како вид на сеќавање, комеморација на жртвите од демонстрациите во Њујорк и секако во чест на одбрана на правата на вработените жени. Имено токму Клара Цеткин, која е позната по тоа што преговарала со Ленин за правата на жените, ја сметале за најголема опасност за тогашните европски влади, или како што познатиот Кейзер во своевремено кажал, дека всушност се работи за најопасното чудо во империјата. Жените во Соединените американски држави на почетокот им помагале на мажите да ги остварат своите работнички права, значи работничките права на мажите, и тие многу често биле заедно представувани во синдикатите, но со текот на времето жените почнале да создаваат и своји женски кокуси, односно своји женски сојузи во рамките на секоја одделна индустрија. Првиот женски штрајк кој што се случил во 1820 година во текстилната индустрија на Нова Англија е всушност зародишот, би рекла, на борбата за правата на подобри услови за работа на жените, посебно како што кажа во текстилната индустрија. Инаку самата борба за работнички права не се задржувала, би рекла, само на намаленото работно време или на повисоките плати, туку секако и на подобрите услови за работа. Односно, жените почнале да штрајкуваат и заради подобри услови за работа, како што реков, пократко работно време, пристојна плата, но и пристојни услови за работа. При што во овој период најпознатиот штрајк на работничките бил покрај оној во Нова Англија, бил и оној во организирано страна на работничките во текстилната индустрија, кој што се случил во Масачусетс, каде токму младите жени кои што работеле дури по 81 час во текот на една работна недела, а заработувале едва и $3, средства кои што се мора да се признае дека не само што не биле доволни, туку едноставно биле крајно понижувачки за секој човек, вклучително и за секоја жена. Значи, токму овој штрајк на работничките во текстилната индустрија кој што се случил во Масачусетс на некој начин ја проширил борбата на работничките во текстилната индустрија за подобри услови за работа, но и подобрување на позицијата и статусот на работната жена, би рекла, во оваа индустрија. Така под нивно влијание, односно под нивен силен притисок, фабриките го смениле работното време, односно од оние 81 час во една недела се приближиле некаде на 8 часови на ден, што значи дека на некој начин штрајкот во Масачусетс бил успешен и исто така со текот на времето нормално се покачиле и платите кои што, како што кажав, на почетокот биле прилично мизерни и изнесувале едва и, како што реков, $3, што не било доволно не само за преживување, туку и за, би рекла, за минимална екзистенција. Интересно е што штрајкот на текстилните работнички во Масачусетс бил резултат на тоа што жените биле изфрустрирани заради работното време кое што им било наметнато, па така мажите почнувале со работа во 7 часот наутро, додека жените во 5 часот наутро, а работодавачот го оправдал ваквото, би рекла, дискриминаторско правило, бидејќи констатирале самите работодавачи дека ако и жените почнуваат со работа во 7 часот, кога е време за доручек, тогаш тие би имале многу помалку енергија да работат, бидејќи нели со полн стомак наводно не можело да се работи.
Тоа нормално ги изреволтирало работничките во текстилната индустрија и започнатиот штрајк кој што го започнале и претходно, успешно го би рекла завршиле со подобрување на условите за работа и отстранување на ова дискриминаторско правило жените да почнуваат со работа од 5, а мажите од 7 часот наутро. Интересно е да се каже дека оваа борба на жените работнички се одвивало во повеќе градови во Соединетите американски држави. Во 1834 година, после неколкуте намалувања на платата, жените од Ловел излегле на протести, но за жал поради силината на притисокот врз нив и поради силните закани кои што им биле упатувани дека ќе ги напуштат нивните работни места, односно дека ќе ги избркаат од работа, поради големите дисциплински санкции кои што им биле наметнати од страна на работодавачите, истите биле приморани да се вратат назад на работа. Но после 2 години, во 1836 година, повторно овие работнички одлучиле да организираат протести, но овој пат со пеење на песни по улиците низ градот. Интересен е текстот на песната кој што била пеена, и таа отприлика изгледа вака: зарем не е штета, јас волк убава девојка, да работам во фабрика, да бидам одделена од моите најблиски и да умрам. За жал, и овој штрајк, организиран во 1836 година, не вродил со поголеми резултати. По неколку дена штрајкувачките повторно биле вратени назад на работните места. Меѓутоа, веќе во 1844 година жените многу посериозно се организирале во посебно здружение, познато како Женско Ловел здружение за реформи во работничките права, при што главното барање на ова здружение било намалување на работното време на 10 часа во денот и зголемување на платата која што работничките добивале за вложениот труд. Раководството на ова здружение било познато по тоа што ги иницирало и некои од претходните реформи во поглед на подобрување на условите за работа, поврзани со работничките права на жените во текстилната индустрија. И во овој период интересно е дека фактички со оформувањето на ова здружение интензивно се интензивно се вршат и други трудови и работни активности кои што биле поврзани со подобрувањето на правата на жените, особено на работното место. Меѓутоа, времето или периодот на граѓанската војна во Соединетите американски држави сериозно го нарушил и би рекла и она што било сработено дотогаш во делот на правата на жените, така што можеме да кажеме дека во времето на граѓанската војна во САД се случувал лош период за правата на жените. Во овој период се случува масовно исклучување на жените од националните синдикати, поради што биле приморани да формираат и собствен синдикат. Значи, предходното здружение прераснало во синдикат, познат како Синдикат на сестрите на Свети Криспин, женски синдикат на жените работнички во чевларската индустрија, за да потоа следи и формирањето на женскиот синдикат од тутунската индустрија и така натаму. Текстилните работнички го направија, можеме слободно да кажеме, најголемиот синдикален бум, преку неколку познати синдикати што ги имале во историјата на Соединетите американски држави, меѓу кои секако најзначајно место зазема познатиот меѓународен женски работнички Гармен синдикат, кој што е формиран во 1900 година. Имено Гармент била една позната област во Њујорк или во предградие на Њујорк, каде што се наоѓала најпознатата текстилна индустрија во Њујорк. Овој синдикат, познат како Гармент синдикат за заштита на женските работнички права, се грижал за основните права на жените работнички кои работеле во текстилната индустрија и посебно се
би рекла, остро се спротивставувале на сите оние дискриминаторски правила кои им биле наметнувани од страна на работодавците во Гармент, а тоа е им било забранувано да зборуваат додека работат, им било забранувано да се смеат, им било забранувано да пеат и било што освен било какви активности освен оние поврзани со работата. Да не зборуваме за висината на платата што ја добивале во оваа област, која што исто така била мизерна. Меѓутоа, со подршка на Националната женска синдикална лига, која што била формирана во 1903 година, доаѓа до укрупнување на Меѓународниот женски работнички гармент синдикат, кој што реков дека е основан 1900 година, и започнало да се формира лига, синдикална лига на жените кои што работеле не само во текстилната индустрија, туку и оние синдикални сојузи кои што ги штителе жените работнички од така наречената средна класа. Тоа биле најчесто професионални жени што работеле на некои, би рекла, поугледни работни места, а кои што секогаш застанувале во одбрана на правата на жените работнички, посебно оние од текстилната индустрија. Токму преку оваа Национална женска синдикална лига и преку солидарноста што пообразованите и поимотните жени им ги давале на жените работнички, биле успешно изведени бројни штрајкови против неколку фирми, односно неколку продавници во Њујорк, кои што биле познати по својот ланец на продавници, како што биле фирмата Лейзерсон, Triangle West Company и така натаму, кои што биле приморани под притисокот на овие поедуцирани жени да ги подобрат условите за работа на жените работнички вработени во текстилната индустрија. Исто така, еден интересен податок кој што најдов е дека 8 март денеска се слави како национален празник, буквално како државен празник во повеќето држави во светот, како например во Азербејџан, во Арменија, во Белорусија, во Казахстан, во Молдавија, во Русија, во Украина. Претежно тоа се нормално државите од поранишниот СССР. И нормално од времето кога почнува таа борба за заштита на работничките права на жената, до денеска навистина е направен голем прогрес во промоцијата на женските права, иако постои една генерална оценка дека никаде во светот жените не може да бидат 100% задоволни од своите права, но и од еднаквите можности со мажите, така како што е пропишано во актите, например, на Организацијата на Обединетите нации, или така како што е пропишано во некои синдикални сојузи. За жал и денеска во светот се уште околу 1,3 билиони жени се апсолутно сиромашни, значи немаат основни екзистенцијални услови за живот. Понатака во просека жените добиваат некаде помеѓу 30 до 40% помали примања од мажите годишно за иста работа или за исто работно место. Жените за жал во светот и натаму се жртви на насилство од различен вид, почнувајќи од она психолошко или мобинг, психолошко насилство или мобинг на работно место, па се до жртви на силување, домашно семено насилство и слично. Интересно е како податок е дека првиот меѓународен ден на жената е прославен на 19 март во 1911 година, значи не на 8 март, туку на 19 март, при што настанот за инаугурација на овој ден со голем успех се случи во неколку држави во Европа, како што се Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. Денот 19 март бил избран како ден со кој што се вршела комеморација на денот на кралот на Прусија, кој ветил дека ќе го воведе правото на глас на жената во 1848 година. За жал тоа ветување дало надеж за еднаквост, иако се работи за ветување кое никогаш не било остварено од страна на прускиот крал. Од тогаш меѓународниот ден на жената како датум се поместува на 8 март и тоа се случило во далечната 1913 година и така останало и до ден денес. Овде правиме мала реклама за пауза за реклами и повторно се враќаме во студиото со емисијата Поента. Останете со нас.
Продолжуваме понатака со борбата за правата на жените. Акцентот на оваа борба посебно е ставен кога во 1975 година Обединетите нации го етаблира 8 март како меѓународен ден на жената. Во оваа година се одржа и првата голема светска конференција која што беше посветена на жените во Мексико Сити. При тоа Генералното собрание на Организацијата на Обединети нации ги повика сите земји членки да го прокламираат 8 март како меѓународен ден на жената и како што кажав како меѓународен ден на мирот. И тоа се случило во 1977 година. Овој ден, покрај тоа што бил означен како ден за помош на нациите ширум светот во борбата или поточно во желбата за елиминирање на сите форми на дискриминација против жените, бил познат и по тоа што едноставно се унифицира, би рекла, славењето на овој или паметникот на овој меѓународен ден на жените во целиот свет. И за разлика од поранешните различни датуми кои што биле воспоставени на светско ниво, фактички во 1977 година конечно, би рекла, 8 март станува и меѓународен ден на жената, кој што бил прокламиран од страна на Генералното собрание на Обединети нации. Исто така, заложбата на Генералното собрание била да се фокусира на помагање на жената да добие целосна и еднаква партиципација во глобалниот развој, значи не само за да се заштитат работничките права или правата на жените вработени во индустријата или во економските фирми и така натаму, во бизнис секторот, туку едноставно да се помогне на жената да добие целосно и еднакво учество во националниот, но и во глобалниот развој. Интересно за споменување е дека и мажите имаат свој меѓународен ден, кој што се прославува како светски ден на мажите на 19 ноември секоја година. Па така, доколку 19 ноември повторно се падне вторник, емисијата Поента ќе биде посветена на овој меѓународен ден на мажите, со цел нели тие да не се чувствуваат дискриминирани, барем во Радио Слободна Македонија и во емисијата Поента, односно и за нив ќе направам еден омаж. Каква е нивната права, каква е нивната борба за заштита на нивните права на работа, но и сите останати права кои што ги ужива и жената. Инаку логото на меѓународниот ден на жената е на пурпурно-бела позадина, символот на Венера, кој што, како што сите знаеме, е символ на жената. Но во светот има и други, би рекла, логоа, кои што се промовираат, како, например, повеќе жени од различни години, од различни нации, различни раси, жени кои што имаат различна боја на кожа и така натаму, собрани заедно, со цел да ја, би рекла, да го представат единството на жените во борбата за своите поголеми права. Интересно исто така е дека од 19 век започнува и една масовна употреба на идеологијата која најмногу се врзува за заштита на положбата на жената во системот. Така, за прв пат почнува да се употребуваат поимите феминизам, феминист и така натаму. Токму во 19 век, најнапред како медицински поими, со цел да се опише или феминизацијата на мажите или маскулинизација на жените. Но во модерна смисла на зборот, феминизмот секогаш се поврзува со женското движење и со обидите за унапредување на општествената улога на жените во државата. Иако самиот поим феминизам има поново потекло, сепак неговите идеи и корени може да се најдат уште во античка Грција, односно во античката цивилизација на Грција, но и во Стара Кина. Најпознатата книга од Кристин де Писан, книгата Градот на жената, е објавена во Италија во 1405 година. Оваа книга представува вистински запис на делата на славните жени од минатото, која што го брани правото на жената на образование, но и право на жената политички да влијае во своите заедници,
што секако представува вистинска основа за развојот на идеите на современиот феминизам. Инаку, така наречениот прв бран на феминизмот се појавил во средината на 19. век во форма на движење за заштита на правото на глас на жените во голем број западни држави во Европа, но и во светот, додека така наречениот втор бран на феминизмот се појавува во средината на 20. век како порадикално движење за правата на жените, поврзано со активизмот на движењето за ослободување на жените од разните форми на дискриминација и насилство. Она што е основна теза на овие два брана на развојот на феминизмот е дека западното општество во основа е дискриминаторско, е во основа би рекла повеќе наклонето кон припадниците на машкиот пол, а помалку протекционистичко наклонето кон припадничките на понежниот пол, и дека во таа смисла државата треба да направи се да го урне оној поредок кој што се заснова на доминација на машката моќ и машката сила. Тоа било основната теза на овие и на првиот и на вториот бран на феминизмот. Според сознанијата на оние кои што биле приврзаници на феминизмот во тоа време, основното мото на развој на овој феминистички бран биле дека жените мора да ги уживаат истите оние законски и политички права како и мажите, дека жената мора да има еднакво право на глас како и мажите, и всушност еднаквото право на глас на жената е главната цел на феминизмот, бидејќи се верувало дека кога жените би имале еднакво право на глас како и мажот, многу брзо би исчезнале сите останати форми на полова дискриминација или сите останати предрасуди кои што биле врзувани со жените како стереотип. Но она што треба да се нагласи е дека целта на овој втор бран на феминизмот не можела да се постигне само со политички реформи, туку биле потребни многу други општествени реформи кои што биле врзувани со подобрена општествена позиција во системот, секако подобрена културна промоција на жената во системот и така натаму и така натаму. Инаку, интересно е дека во теоријата постои размислување дека има најмалку 3 феминистички традиции. Првата е позната како традиција која стои во одбрана на либералната димензија на феминизмот. И според оваа традиција, нееднаквоста помеѓу мажот и жената е резултат на женската подчинетост кон мажот, поради нееднаквата распределба на правата, но и поради нееднаквите шанси и нееднаквите можности помеѓу мажите и жените во општеството. Овој вид на феминизам уште се нарекува и феминизам на еднакви права и еднакви можности, кој во основа има реформистичка поставеност и има реформистичка црта и улога во системот. Се чини дека женското движење е најсилно организирано во Соединетите Американски држави, како што видовме и од самиот историски вовед. Најголемите синдикални организации токму во Соединетите Американски држави биле формирани. Меѓутоа, би рекла, синдикалната свест на жените во Соединетите Американски држави е резултат и делумно инспирација и од борбата за укинување на робството, кое што знаеме дека била силна и би рекла долгогодишна во Соединетите Американски држави. Овде правиме мала пауза, имаме една музичка номера и повторно се враќаме во студиото. Значи, продолжуваме со либералната традиција која што го разгледува феминизмот како една борба, би рекла, за нееднаквоста помеѓу мажот и жената, кој што е резултат според теоретичарите на оваа традиција на женската подчинетост кон мажот, заради нееднаквата распределба на правата, но и нееднаквите шанси и можности меѓу мажите и жените во општеството. Интересно дека оваа либерална димензија на феминизмот е посебно развивана во Соединетите Американски држави. Интересна е онаа славна конвенција на Сенека Холс, која што е одржана во 1848 година, која што го означила раѓањето на движењата или феминистичкото движење за женските права на Соединетите Американски држави. Но од друга страна интересно е она
конвенција каде што се усвоила декларацијата за чувствата, која што била напишана од страна на Елизабет Кеди Стентон под непосредно влијание на декларацијата за независност на Соединетите американски држави, во кој што феминистките барале еднакво право на глас на сите жени во Соединетите американски држави. Интересно, но вистиното е дека жените во земјите кои што се прокламираат себе си за демократија, односно за татковина на парламентарната демократија и на парламентаризмот воопшто, како што е на пример Обединетото кралство, правото на глас жените го добиваат дури во 1918 година, значи за жал дури во 20 век. Иако се смета дека уште една деценија подоцна тие не успеале да обезбедат вистинска изборна еднаквост со мажите, значи дури и после 1928-та, односно 30-тите години од минатиот век, жената се уште не успеала да го загарантира правото на еден човек, еден глас, односно вредноста на женскиот глас на изборите да биде еднаква со вредноста на машкиот глас. Во Соединетите американски држави во 19-тиот амандман на Уставот е загарантирано еднаквото избирачко право на жените, меѓутоа, како што кажав, таа борба оди полека, но би рекла по вистински пат. Одиме на втората традиција која што поврзува, преку која што се разгледува феминизмот. Станува збор за социјалистичкиот, односно марксистички феминизам, кој што се базира на врската што постои меѓу подчинетоста на жената од една страна и капиталистичкиот начин на производство од друга страна. Имено, жената според овој марксистички феминизам е подчинета и зависна од мажот поради незината примерна улога во семејството и во домаќинството, односно примерното место на жената е во семејството и во одгледувањето на деца и во едноставно домаќинските работи. И третата традиција, која што е позната како радикален феминизам, верува дека поделбата на трудот меѓу половите е политички мощна важна поделба во општеството. Основниот слоган на овој вид феминизам е личното е политичко. И во својата крајна форма, овој вид на феминизам ги покажува мажите како непријатели на жените, кои треба да се повлечат од општеството. Овој така наречен радикален феминизам е познат уште и како постмодерен феминизам, психоаналитички феминизам, црнечки феминизам, лесбиски и некои други форми на феминизам. Секој од овие три споменати традиции има одредени внатрешни ривалски тенденции. Интересно е што по 80-тите години од 20-тиот век се развиваат и нови традиции на феминизмот, чија што заедничка основа се наоѓа во поделбата на јавното и приватното, на патријархатот, на полот и родот и еднаквоста и различноста. Феминистките на новото време, особено видени преку делата на Де Бовоар, Бети Фридман, Кейт Милет и други, жестоко ги критикувале теориите на Зигмунд Фройд, например за така наречениот кастрацијски комплекс. Посебно интересен психоаналитичкиот феминизам, кој смета дека процесот низ кој што се создадени жените и мажите, посебно нивната полова разлика, треба да се разгледува како психолошки, а не како биолошки процес. Како и да е, која и традиција да се разгледува, феминизмот секогаш означувал различни форми на политички движења, идеологии, општествени движења, кои делеле иста заедничка цел, а тоа е да се дефинира, да се воспостави и секако да се постигне еднаквост во остварувањето на политичките, економските, културните, општествените права на жената. Феминизмот секогаш настојува да воспостави еднакви можности за жената во сферата на образованието и посебно во делот на работните места. Феминистките се типични граѓански адвокатки или подржувачки на правата и еднаквоста на жените, додека феминистичките движења имаат за цел популаризирање на правата на жените во системот, вклучително и правото на глас, правото да се биде кандидат за политичка или друга функција, правото на работа, правото на еднаква заработувачка за исто работно место како мажот, правото на собственост, правото да се стапува во брак, правото да се биде мајка и слично.
Феминистките исто така ја промовирале идејата за целосна автономија на жените во животот, како и правото да се ужива сопствениот интегритет, заштита на жените и на девојчињата од разните форми на сексуално злоставување и секако од семејното насилство. Феминистките имаат бројни кампањи кои се сметаат за главни сили за секоја поголема општествена промена во светот, ако гледаме историски. Посебно на Запад, феминистките навистина направија многу позитивни промени во делот на унапредувањето на положбата на жените во западните држави. Иако подржувачките на жените главно биле и се фокусирани на остварувањето на правата на жените воопшто, сепак тие имаат за цел да ја шират идејата за значењето на феминистичките движења во светот, да се разбере природата на половата нееднаквост преку испитување на бројни примери во животот. Секако, одредени форми на феминизам се вредни и за критика, посебно оној радикален феминизам, кој апсолутно, би рекла, не е природен и не би можело да биде оправдан, особено ненаучно. Како и оние феминистки кои што имаат за цел, например, да ги заштитуваат само белите жени, или да ги заштитуваат само црните жени, или само средовечните жени, или само жените со подобро образование, или напросто речено за критика за сите оние феминистички движења кои што ги дискриминираат жените врз основа на желбата да ги заштитат одредена категорија на жени во системот. Интересно е дека покрај феминистичкото движење постои нормално и антифеминизам, односно нешто што е контра на феминизмот, кој, како и феминизмот, така и антифеминизмот се појавил во 19. век и главно е фокусиран како опозиција на женското право на глас. Но подоцна опонентите на влегувањето на жените во например во високообразовните институции или во политичките институции сметале дека образованието или политиката може да биде голема психолошка тежина на жената, па од тука тие не биле приврзаници на феминистичките идеи дека жената треба да биде образована, високо образована или дека жената може да биде јавна, да и биде доверена вршење на јавна функција и дека може да биде, да кажеме, и столб на државата. Постоеле и други антифеминистички размислувања кои, например, се спротивставувале на феминистичката идеја дека жените треба да работат, дека жените имаат право да членуваат во синдикати, дека може да бидат суди, имаат право да одлучуваат дали кога ќе бидат мајки, односно дали ќе имаат деца и слично. Некои луѓе сметаат дека феминизмот е спротивен на некои традиционални вредности или на некои религиозни уверувања, но исто така постојат и такви размислувања кои велат дека и антифеминистичките идеи понекогаш може да застранат од оние традиционални вредности, но и од одредени вредности на религијата. Интересно е дека антифеминистичките аргументации, например, општествено верување дека разведената жена или нема жената жена е опасна и болна состојба за системот, или дека мажот и жената се фундаментално различни поради што имаат и различни улоги во општеството. Овие и вакви некои антифеминистички аргументации не одат во прилог на нормално на разбивање на идејата за феминизмот, туку напротив создаваат, би рекла, контрапункт. Овде ја правиме последната пауза за реклами, останете со поента. Има во теоријата познати неколку писателки кои што се и покрај тоа што се идентификувале како феминистки врз основа на нивните дела може да се заклучи дека тие се антифеминистички настроени, директни критичарки на феминизмот, како што се Камила Паглија, Кристина Хоф Сомерс, Лиса Овенс, Дафне Патаи и други. Како што реков, себе си тие се идентификувале како феминистки, меѓутоа сепак се спротивставиле на феминизмот како движење, бидејќи сметале дека феминизмот многу често промовира нееднаквост и кревање на женските интереси над машките, поради што тие се јавуваат како критичарки на, особено на радикалните феминистички позиции, како тотално болни и непродуктивни за жените, но и за мажите. Дури писателката Дафне Патаи, но и Норета Кирч
сметаат дека терминот антифеминизам е употребен со цел да се умртви академската дебата за феминизмот и мислам дека во многу нешто оваа теза е точна, затоа што можеме да забележиме дека еве и денес по повод 8 март би рекла најзначајниот меѓународен ден за жената, академската дебата не е присутна ниту во Република Македонија, а уште би рекла помалку светот се занимава со меѓународниот ден на жената. Кое е моето мислење во врска со феминизмот и со феминистките? Тоа мислење е од прилика на линија на авторките кои што ги цитирав и кои го застапуваат антифеминизмот, бидејќи сметам, како и тие, дека секој човек, без разлика дали е маж или е жена, без разлика дали е транссексуалец, е пред се човек и дека човековите слободи и права треба да се гледаат врз диоптријата на еднаквост за сите луѓе или преку принципот на еднаквост за сите луѓе, преку принципот на еднакви можности и преку тој принцип едноставно да се гледаат луѓето како еднакви во системот. Оттаму феминизмот го гледам како одредена идеолошка детерминанта која што имала за цел во одредено време кога феминистките биле славни заради конкретната позиција на жената во системот, ги ценам и феминистките, но и феминизмот како традиции во времето кога настанале, тие тогаш биле потребни, меѓутоа нормално потребни за обезбедување на поголеми права на жените, меѓутоа денеска сметам дека наместо со феминизам и со други форми на потикнување на женските прашања во системот, многу повеќе треба да разговараме за принципот на еднакви можности на сите луѓе и посебно почитување на принципот на еднаквост на сите луѓе во своите држави, но секако и надвор од своите држави. Од тука сметам дека денеска наместо дебатата да биде за положбата и правата на жените во државите, треба да бидат сите тие дебати фокусирани на еднаквите можности за сите и тоа не само во делот на вработувањето, туку и во делот на сите сфери од општественото и државното живење. Мислам дека токму во еднаквите можности лежи најголемата болка, би рекла, на човештвото. И сега имаме уште, би рекла, 10 минути или 8 минути до крајот на емисијата. Секако не можеме да се осврнеме само на меѓународниот ден на жената и покрај тоа што тој е исклучително значаен, а да не се осврнеме на политичката состојба или она што реално ни се случува во Република Македонија. Ке се надоврзам на она што го кажав минатата емисија, дека кога зборував за тоа дека СДСМовско-Соросоидната коалиција заради оправдување на некои своји политички материјални интереси му беше втурена на Македонскиот уставен суд, таму 2 недели, би рекла, во неколку дена се протестираше против усвоената иницијатива за разгледување или за оценување на уставноста на еден член од Законот за помилување. Меѓутоа, јас ке кажам дека речиси 2 години Република Македонија буквално не може глава да дигне од таа деструкција која што во голем обем ја покажува СДСМ и неговите соросоиди и секако тие опозицијски сценарија за дестабилизирање на државата. Она што мене ми смета посебно е што токму овие СДСМовско-соросоидни протестанти имаат еден предеструктивен, би рекла, пристап во остварувањето на правото на демонстрација или правото на протест, но исто така имаат и една лоша навика да гаѓаат со јајца по институциите на државата. Ако се сеќавате, прва намета беше владата на Република Македонија, каде што беше гаѓајна со јајца, но и со други предмети. Беше
буквално беше запалена социјалната мрежа, социјалните мрежи кога велеа дека секој стиропор или секоја коцка од владата ќе биде демонтирана во време кога СДСМ ќе дојде на власт. Потоа беше гаѓано собранието, па судовите, за да на крај не дојде ред и на Уставниот суд. И би рекла дека тоа е една хистерична матрица. Тоа се една иста категорија на луѓе кои на еден дрзок и безобразен начин се живуваат над се што е изградено, ама се разбира не од нивна страна. И тука нормално следи прашањето како би се чувствувале тие ако некој одлучи нивните домови да ги гаѓа со јајца постојано. Едноставно како би им било на душата, дали би им било драго и мило и дали би биле задоволни од таквиот чин. Мала и позната група на граѓани која што е задолжена за протести, постојано ја тормози јавноста, раскажувајќи некакви гачки за слободи, за устав, за заштита на македонските граѓани и држава од ВМРО ДПМН. И сега, нормално е дека секој си има свој став, секој си има своje размислување во врска со политичките состојби во државата. Меѓутоа, не можам да разберам како некој сака своите лични ставови и убедувања да ни ги наметне како државни, како национални размислувања. И како се дрзнуват во име на своите интереси, без буквално никој да ги ополномошти за таквите действија, тие едноставно само повикано да не бидат дрвени адвокати, да не бидат никакви национални старатели и национални спасители. Еве, само да направите една проста анкета меѓу обичниот човек кој што минува по улиците, да го запрашате што мисли тој за овие старателски улоги и улоги на дрвени адвокати, без размислување ќе ви каже аман веќе од такви заштитници, аман веќе од протестни собиранки на едната иста група на луѓе, аман веќе од деструктивна енергија. Симптоматично е што иста категорија на луѓе на различни места едноставно експлодирува со една огромна деструктивна енергија и на мнозинството граѓани во државата ваквите самонаречени душегрижници им се повеќе од прочитана, меѓутоа веќе и од милена работа. Посебно кога таа иста група на луѓе со години поред настапува со иста неинвентивна реторика, со иста бранителска филозофија на системот од некаков наводен терор, што замислете, теророт го представуваат пред се народна волја, затоа што тој терор некој го избрал народот на Република Македонија на избори. Овие исти ликови додуша веќе очигледно подостарени, преку истите тие своји невладени организации во форма на скапи наемни работници на Сорос, со истата онаа позната реторика и некреативна стилистика, со украдени пароли и позајмени називи на ивенти, упорно сакаат да ни го свртат вниманието дека зборуваат нешто многу умно и многу важно. Јас стално велам, наместо да си ги трошат стотините илјади долари или евра сеедно на некакви тотално нерелевантни проекти за државата, од кои ниту еден граѓанин надвор од платениот круг фајде не видел, ниту ќе види, редно време е овие бранители, во наводници, да го насочат своето научно внимание кон испитување на јавното мислење, колку македонските граѓани навистина слушнале за нив и колку се тие важни за нивниот живот. Чисто заради соочување со својата релевантност во државата, надвор од она што представува нивен самообележан круг и простор. Наместо десетини илјади долари по настан да ги трошат на плаќање актерски способности кои подобро ќе ги представи во театарот на незадоволни демонстранти, или на најмување на некакви скапи хотелски сали, каде што скапо платените аналитичари и наводни интелектуалци цел ден трошат време дрндајки за некои прашања поврзани со значењето на ланскиот снег за плодноста на македонската почва, им предлагам на овие инсталации во системот, заедно со нивната политичка матица СДСМ, конечно да седнат, да сработат, да срочат, да одработат еден проект од национално значење.
Овде морам да се одјавам затоа што веќе помина времето за емисијата. На крај ми останува уште она што представува законска обврска, да кажам дека емисијата Поента се емитува на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник и водител на емисијата Поента. Денеска е 8 март 2016 година. Уживајте во денот, уживајте секако со оние што најмногу го заслужуваат вашето внимание, најмногу го заслужуваат вашето време. Ние повторно ќе се дружиме наредниот вторник во истиот термин од 17 до 18 часот. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.